По повод 70 годишнината од постоењето на најстарото списание за литература, култура и уметност, Современост, се одржа настан во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Списанието Современост е оформено во 1951 година од уредниците на списанието Нов ден и е директен наследник на ова списание. Дел од уредничките тимови на Современост биле македонските писатели и дејци Коле Чашуле, Васил Илјовски, Гане Тодоровски, Ташко Георгиевски, Миодраг Друговац, Георги Стараделов, Симон Дракул, Томе Саздов, Ранко Младиновски и многу други. За содржинското подредување, за застапените дејци и ракописи, приговори главниот и одговорен уредник на списанието Современост, македонскиот современ писател Стефан Марковски. Овој настане обележување на, како што спомнавте, 70 годишнината на списанието Современост, кое е едно од стожерните списанија, ако не, да не звучам нескромно, меѓутоа може би и најстожерно од сите постоечки. За жал, ситуацијата со списанието знаеме дека е на еден наистина многу лош начин уникатна, и тоа е така не само во македонски размери, туку така и меѓународно. Списанијата во главном се соочуваат со една многу голема криза, која што е пред се таква каква што е заради преголемиот наплив на дигитализацијата. Например, низ списаниот типот на, можам да кажем, дури Нью Йоркер, Paris Review, Tin House и така натаму имаат проблеми со одржување, например, на стабилен тираж за добро функционирање на истите. И тоа е дополнително, мислам, моторот зад сето тоа е, се разбира, пазаризацијата, односно консумеристичката култура која што не води баш некаква сметка кон естетичките вредности и димензии кои што ги протажираат овие списанија. За мене лично ова одбележување е од особено значен тип, затоа што како главен уредник имав прилика пред 3 години да осведочам едно друго современост во однос на тоа што е сега, и со целата моја сила и целата моја енергија, отвореност кон различни профили на автори, се обидов да го отворам списанието кон македонската книжевна сцена и да придонесам колку толку исто да се динамизира и да излезе во пресрет на сите помлади или постари творечки сили во Македонија. Го правдува ли списанието своето постоење како списание кое што во наназад низ времињата го уредували, нели, големите великани од светот на литературата, од светот на културата? Тоа е за просудување од страна на критичарите, за просудување од страна на оние кои што се инволвирани во списанието, кои што ги знаат тековите. Мислам дека тие големи имиња во времето во кое што живееле, прво немале некоја преголема конкуренција, затоа што во тоа време, знаеме, повоениот период, 50-тите, 60-тите години, период на книжевните конфронтации и така натака, литературата се уште се етеплирала како таква, го градала својот пат, својата траекторија, својата еволутивна патека, и тоа го правила со релативно мал број на автори кои што биле од исклучителен квалитативен тип и кои што автори придонеле за да се модернизира, односно постмодернизира литературата денес. Денес живееме веќе во некоја чудна мешавина на постмодерни и метамодерни, постмодерни и така натака хибридни форми на творечка екзистенција. И доколку излеземе од сите тие категоризации, односно доколку се отвориме со нашите литерарни погледи и доколку возможиме на читателите, на творците и на критичарите да воспостават комуникација едни со други, јас мислам дека постоењето е оправдано.
70 годишнината ја поврзуваме и со 100 годишнината од раѓањето на нашиот великан Блаже Конески. Како вие ги поврзувате овие два настани со тоа што ќе кажете дека последниот број од списанието го посветувате токму на Конески? Блаже Конески е значаен не само за списанието Современост, каде што во редакцијата на Нов ден и бил вклучен, а Нов ден е, како што знаеме, предходник на Современост од 45-та до 51 година. Значи, Современост од 51 до неговата смрт во 93 година, значи тој бил еден од најредовните соработници и еден од луѓето кои што постојано влијаеле и врз Димитар Митрев и Георги Сталев, комуницирал со нив и така натака. Имал големо индиректно влијание врз уредувачката политика на Современост и со самата таа комуникација, со самото негово учество во списанието, тоа е стожерен дел од историјата на списанието. Така што доволно е да се погледне историјатот на неговата соработка со Современост за да се заклучи дека тоа е де факто една од клучните личности за постоењето на нашето списание. Дел од редакцискиот тим на Современост се и Снежана Стојчевска, извршна уредничка и уредниците Мишо Китановски, Никола Алтиев и Верица Муковска. Со оглед на тоа што и претходно внесував мои книжевни интерпретации, поетски творби во списанието Современост и така долго време сум запознаена со самите содржини што ги вклучува ова списание, што е од исклучителна важност за македонската книжевност, култура и уметност, како што гласи самиот термин на списанието. Навистина ми е драго и добивам уште поголема мотивација за да се заангажирам околу тоа, за да ги покажам и моите идеи што би придонеле за уште поуспешен и подлабински развој на самото списание. Внесуваме повеќе теми кои се поврзуваат со книжевноста и повеќе жанрови од значајни македонски автори. И затоа е значајно за мене тоа што имам прилика да запознавам големи имиња кои што се присутни на нашата книжевна сцена и навистина се надевам и понатаму ние ќе придонесеме да ја зачува на вредност ова списание како што е имало децении уназад, почнувајќи од великаните кои што биле уредници на списанието, Блаже Конески, Коле Чашуле, Георги Стартелов и многу други. И така се надевам со тоа ќе побудиме и поголем интерес во јавност. Успева ли да ја зачува својата вредност списанието денес, кога знаеме дека живееме нели во ерата на онлайн медиумите, каде што веќе се ни е пласирано? Успева ли да се зачува онаа уникатност и унопишан збор на листовите хартија? Па се трудиме да се зачува, со оглед на тоа што и постојано го објавуваме и по социјалните мрежи, гледаме да бидат вклучени повеќе млади активисти или автори кои што се занимаваат со културата во Македонија и секако кои што читаат македонски списанија. И со самото тоа што имаме идеја за дигитализација на броевите, се надеваме дека во иднина ќе успееме да го постигнеме тоа, да се дигитализираат сите броеви на Современост, почнувајќи од 1951 па се до денес, и така да бидат достапни за помладите генерации броевите, не само во она книжевна форма што ја имаме на хартија, туку да бидат достапни и онлайн, за да можат сите да бидат во тек, да ги следат интерпретациите, да можат да комуницираат со нас и онака сме отворени како уредници, можат да ни се обраќаат младите. И со тоа верувам дека уште повеќе би се поттикнало и би придонело за уште поголем развој на самото списание како што било во минатото. На настанот беше врачена наградата Современост. Беа доделени благодарници на сите оние кои внеле дел од својата книжевна работа во списанието и се верни потрашувачи и читатели на македонските книжевни списанија. Имаме квантитет, имаме и квалитет, така што се надам дека Современост со новата екипа што е ќе продолжи да го негува тој отворен пат што им се нуди на помладите автори, меѓутоа да им дава можност и на постарите автори да продолжат да објавуваат, бидејќи
традицијата која што ја означува современост, всушност ја означува и традицијата на современата македонска книжевност. Исто така беше промовиран и најновиот број на списанието Современост, посветен на нашиот великан Блаже Конески. Со нов ден и со продолжувањето, историското продолжување на Современост како негов директен наследник, всушност Современост е петтиот столб на современата македонска државност. Треба тоа посебно да се нагласи, зашто уште од првиот број прилозите што се објавуваат и тогаш до сега представуваат вистинска ризница, вистински отворени страници на кои е испишана македонската историја на литературата, на културата и на уметноста. Драги и почитувани пријатели, пред нас е најновиот број за оваа година посветен на македонскиот великан Блаже Конески. Според мене, тоа е читанка во возмишена смисла на зборот, зашто од првата до последната страница ќе најдете такви четива кои што го разгрнуваат, го збогатуваат и го величат во она што се нарекува скромноста на Блаже Конески и неговиот пат и патоказ во нашиот живот. Со професорот Васил Тоциновски минавме многу децении тешка и напорна работа, од регистрирањето, кога немавме ни денар средства, до напорот да влеземе како така во списокот на оние што треба да бидат стимулирани само со 4 броја. Но, истакнувам, не ќе може ниеден македонски научник, нити пак друг научник од литературата да пишува историја за современата македонска литература, доколку не го споменува не еднаш, туку безброј пати влогот на современост во нашата историја, литература и култура. Всушност, влогот на современост во нашиот живот. И да поентирам, на редакцијата, која исто така и сега минува низ многу тешки проблеми пред се од познат карактер, да ја поздравам со еден стих од Блаже Конески, тоа е: триш поплоден да и биде животот и триш подалеку да стигне современост со своите отворени страници во македонската култура, јавност и државност. Ви благодарам. Премостување. Јас замислувам разговор со тебе, никакво правдање, никакво објаснување. Јас мислувам прикладни зборови, вистинити, топли, искрени до крај. 3 години и 3 букви разлетани, како птици преселници. 3 збора најтешки натежнати, 3 ветувања, 3 крстопата, во 3 насоки и 3 тркала на кои првпат научив да летам и да возам точак. 3 соништа за 3 копнежи, 3 тргни па застани, 3 болки по 3 води истечени, 3 лузни залечени. Од мојата до твојата љубов 3 планински врвови, 3 неба остро расечени. 3 пати дождот се одрече од мене, 3 дена подоцна ти заврна во очите. До 3 сини езера ти ветувам, од моите до твоите песни 3 нежни ноки, на прагот 3 сонливи насмевки и неброени мирни денови. Сенка, по неа иде самрак, па мрак. Стои како болката во вратот што не поминува, на почетокот тивко и ненаметливо, се повеќе во мислите се провлекува, а потоа веќе не ја не забележуваш. Стои како сосем неважна информација, но што и да правиш ја засега, каде и да одиш те придружува. Многу од стварноста не е како што изгледа. На самиот крај се обрати секретарот на Фондацијата Небрегово, почитуваниот Атанас Конески, по повод одбележувањето на двата значајни културни настани – 70 години современост и 100 години од раѓањето на великанот Конески.